Вториот круг знаевме дека ќе биде полесно, сепак си го изработевме, стигнавме до секој наш сограѓанин да кажеме нашата програма, што нудиме и знаевме дека ќе ги имаме резултатите кои што ги добивме на овие избори во вториот круг. Прво, како што ветивме цело време и во првиот и во вториот круг, дека мора општината да почне да соработува со нашите сограѓани, со граѓанскиот сектор од општината. Затоа прво ќе ги имаме тие состаноци и со урбаните заедници и со граѓанскиот сектор, бидејќи не чека правење на буџетот, да може да креираме буџет кој ќе допре до секој наш сограѓани. Понатаму доаѓа зимата, мора да се грижиме и за социјално ранливите семејства, да се одвои дел од буџетот за нив, за да може што подостоинствено да се ја поминат и зимата, да им помогнеме и на нив, а понатаму ќе почнеме со реализација на проектите од нашата програма, бидејќи мора да ги реализираме и сите проекти. Кои ќе ви бидат првите 3 проекти? Па за првите 3 се зависност од како ќе идат постапката на превземањата, колку пари се останат, и за мене приоритет пред се градењето на градинките, бидејќи за најмладите мора да се грижиме во нашата општина. Понатаму е гасификацијата на општината како приоритетен проект за нас и нормално сите останати тековно ќе ги одржуваме во зависност од како ќе се договориме со нашите сограѓани. Ова што веќе славите овде значи дека ги имате и првичните резултати, колкава е разликата? Па ги имаме и конечните резултати, разликата е скоро 4000 гласа разлика, така да им се заблагодарам на сите наши сограѓани што учествуваа во изборниот процес, што помогнаа да направиме промената во нашата општина. Ги повикувам заедно да соработуваме во наредните 4 години. Славењето почнува овде, каде ќе продолжи? Славењето почнува тука, нормално ќе завршиме со примопредавањето во општината, со администрацијата заедно, за да се почнеме и со работа.